индустријата за производство на потребни препарати заштитни за растението, па до соодветни жици, пластики и така натаму. И третиот елемент, кој што е исто така битен за државата, е финансискиот елемент, а тоа е дека секое производство на ориентален тутун, неговата преработка и пласманот вреди многу големи финансиски средства кои што се битни за државата. Македонија е природно ориентирана да биде извозник на ориенталниот тутун, заради тоа што ние немаме толку големо домашно производство на цигари, кое што би можело да го абсорбира целото производство. Но со високата и со строгата проценка на квалитетот на тутунов, всушност се депресираше или се намали просечната откупна цена. Официјалните податоци се едни, меѓутоа податоците од страна на тутунопроизводителите се сосема подруги и таа цена не преоѓаше повеќе од 150 денари за килограм тутун, со што тутунарите со право сметаат дека се оштетени за најмалку 1 евро од килограм откупен тутун. Ако тоа ќе се помножи со вкупната количина од 25 милиони килограми ориентален тутун, тоа значи дека 25 милиони евра има помалку во џебовите на тутунопроизводителите. Па видите сега која е правдата тука или неправдата, која што ја гледаме. Ние тоа не сакавме да го премолчиме, ние знаевме дека тоа ќе се случи и предупредувавме на сето тоа, но немаше слух. Во нашата информација имаше повеќе предлози, помеѓу другото и да се пролонгира законски предвидениот рок на откуп на тутун, кој што претходно беше до 15 март, меѓутоа се изврши една несреќна измена, тој се скрати на 28 февруари и видите сега у каква ситуација се најдовме, но без оглед на сето тоа ние понудивме предлог закон за измена на законот за тутун, кој што исто така беше предложен од страна на мнозинството и не е битно сега чиј закон поминал, меѓутоа битно е дека помина законот со кој што се продолжи рокот. Сега рокот се продолжи, меѓутоа не се продолжи ни откупот. И тука е повторно грешката на институциите, заради тоа што не се организира, иако знаја дека до ова ќе дојде, да ги мобилизираат откупувачките компании и тие преостанати евидентирани 2 милиони килограми тутун ориентален да бидат откупени во што пократок можен период. На 11 март чинам дека излезен законот во службен вестник, сега сме 17 март, 6 дена се поминати, ниту 1 килограм тутун не е откупен. Слушаме сега дека некоја си компанија од Турција би требало да се ангажира да го откупи тутунот, меѓутоа сето тоа треба да има процедура да помине, тоа не е едноставна работа, да се отворат пунктови, да преземе целата количина на тутун, зашто мислам дека нема време и повторно ќе бидат изневерени во очекувањата на тутунопроизводителите. Сега, постфестум, ние можеме што сакаме да зборуваме. Очекувам дека ова што и на комисијата го дискутиравме, и овде за тоа што ќе стане збор, дека ќе биде опомена до институциите за барем оваа реколта, а понатаму сериозно да се седне да се направи комплетно да се изготви нов закон за тутун и производи од тутун, затоа што овој со сите промени едноставно не е примерлив. Баравме исто така, односно предложиме да се забрани увозот на неферментираниот тутун. Зошто? Заради тоа што членот во кој што се дозволува увозот на непреработен тутун, тоа е многу поразлично од ова ние што го баравме, е во спротивност со претходните членови од законот, а и во спротивност со директивата на Светската здравствена организација за квалитет на тутун, и во спротивност и со легислативата на Европската унија. Ама и за тоа се немаше слух. Зошто го баравме тоа? Заради тоа што сакавме да намалиме конкуренцијата на домашното производство, а по тој основ и стабилизирање на просечната откупна цена на тутунот, но и тоа не беше послушано од наша страна. Не беше послушано од наша страна ни дуплото зголемување на субвенциите. Добивме информации дека со COVID-5 ќе има предвидено 6 милиони евра за откуп на, односно за
какво такво обештетување на тутунарите, меѓутоа што се тие 6 милиони во однос на овие 25 милиони евра загуба. Затоа баравме, исто како што бара и тутунопроизводителите, тоа ќе го предложиме со амандман, ќе дадат пакет законите од COVID-5 мерката, нивелација на субвенцијата за тутунот на 100 денари, оние што имаат добиено 60 денари, да добијат плюс 40, значи 100, оние што имаат 70 плюс 30, оние што имаат добиено, а тие се многу, 80 денари плюс 20 да биде изнивелирано, значи, на 100 денари субвенцијата, кое што колку толку би можело нешто од нешто да надомести. Иначе надоместување на вкупната загуба на тутунопроизводителите не може да се направи. Не може да се направи заради тоа што владата беше несериозна и владата допушти наместо организиран откуп на тутун, организирано плячкосување на тутунопроизводителите. Тоа нас на сите овде ќе ни тежи, заради тоа што ние 3 месеци овде не сакавме да се сослушаме, не сакавме оваа информација да доне на дневен ред, иако 3 дена разговаравме на комисија, ништо од тоа што се зборуваше не се прифати, после од кога се види дека ќе имаме проблем околу откупот, се предложи оној закон кој што за среќа еве се донесе. Но, иако ова го кажувам како опомена на институциите за работа во следниот период, истите случувања кои што беа карактеристични за почетокот на случувањето на договорите минатата година и сега се случуваат. И сега исто тутунопроизводителите, оние што обжалиле, не им се продолжуваат договорите, на истите не им се случуваат договори на процеденото производство на тутун и повторно ќе влеземе во спиралата од која што во ниту оваа прилика не можеме да излеземе. Благодарам.